Заврши првата фаза од изградбата на браната Речаника и Кочани, а напоредно со ова стартуваат градежните работи од првата фаза од изградбата на овој капитален проект вреден 30 милиони евра, што е од исклучително значење за Кочанската општина, изјави денеска во Кочани министерот за земјоделство Трајан Димковски. Со домакинот, кочанскиот градоначалник Никол Чуилиев изврши увид во тековните градежни активности на браната, чиј капацитет е планиран на 22 милиони кубни метри вода. Ова капитална инвестиција, која започнаме во 2019 година, а според динамичкиот план треба да заврши до крајот на 2024, ќе овозможи снабдување за вода на пиење, стабилно наводнување на земјоделски површини во Кочанското поле од околу 1500 хектари, како и производство на електрична енергија преку изградба на 2 хидроцентрали. Дека се работи интензивно согласно планот за градба, потврди и градоначалникот Илиев. Се работи интензивно, се наместени веќе бараките за сместување со амбуланти, со трпезари. Водоснабдувањето е решено, во завршна фаза е и доведувањето на далеководот, односно на струја, која во моментот користат агрегат, што значи дека се исполнети сите услови да градбата на овој објект понатаму со интензитет и динамика која ни веќе представена да продолжи понатаму. Во текот на денешната работна посета министерот изврши обиколка и на одводните канали за атмосферски води, како и на каналите за наводнување на оризовите површини. Констатирано е дека сидбата на оризот е при крај, а очекувањата за овогодинешните приноси од ориз се. Оваа година некаде на 3200 хектари е засеан веќе оризот, каде што вкупно некаде околу 3500 семејства кои се директно вклучени во производството на ориз, а најмалку половина од нив кои што и директно имаат и основната екзистенција доаѓа токму од оризот. Ова реколта може да кажеме дека очекуваме некаде околу 17.000 тони оризова арпа. Инаку состојбата ја пратите и вие, она што може да укажеме дека оваа година се направи, односно има едно зголемено покачување на белиот ориз и на арпата, така да цената во моментот се движи од 25 до 30 денари за оризовата арпа или некаде од 50 до 60 денари се движи и белиот ориз. Во програмата за оваа година зголемени се субвенциите по обработлива површина со задолжително користење на сертифициран семески материјал од 12 на 25.000 денари. За производителите кои не употребуваат задолжителен сертифициран семенски материјал, субвенциите се зголемени од 6 на 18.000 денари, потсети првиот земјоделец во државата.